Не е проблем. Благодарам, председателе, почитувани колеги советници, почитувани гости, доколку ги има, присутни представници од општинската администрација. Би сакала уште еднаш да ги повторам убавите бројки со кои што ние како совет, сите комплет, 31 член на овој совет, можеме да бидеме горди. Точно за оваа точка. Заради тоа што ние бевме тие кои што ја донесовме одлуката за одржувањето и сервисирање на уличното осветлување на територија на општина Битола за градот и руралните средини од поранешните општини на Кукуречани, Бистрица и Цапари, односно 62 населени места да го врши јавното претпријатие Комуналец. И тогаш, а и до ден денес, бројката со која што не информира јавното претпријатие Комуналец е постоење на 11.000 сијалични места. На забелешката дека некој 3 години ништо не прави, еве ова е уште едно ништо. Има многу аргументи и премногу факти. Меѓутоа, сите факти, што јас уште еднаш би сакала да ги повторам, за да слушнат граѓаните, се во интерес за сите нас, за граѓаните на оваа општина, а посебно гордост на ние советниците, кои што оваа дејност одлучивме, изгласавме тие што гласавме за, да ја предадеме, не да продолжиме со приватните фирми, туку на јавното претпријатие Комуналец. Значи, ова за нас граѓаните би значило збогум на темните улици во градот Дорек. Еден одговор зошто сумата за одржување на јавното осветлување е многу едноставен. Можевте, колеги, да го најдите. Осветленоста порано за тие пари беше 8 до 10 лукси, а денес е осветленоста околу 70 лукси. Понатаму, одржувањето од приватните фирми значеше само замена на старите сијалици и евентуално мали поправки. Ако денес се овие тековни активности, како што вие цела оваа седница плукате на сите убави работи, кои што оваа локална самоуправа ги прави, начело со градоначалничката Наташа Петровска, дали не беа и овие тековни активности во претходниот период? Еве бројки. Во просек од 2018 година наназад до 2013 година, во просек 12 милиони денари пари од граѓаните на годишно ниво, општината исплаќала на фирмите, повторувам, само за одржување и замена на тие светилки. А сега ние, овој совет, ова го работевме. Ако се подсетиме на донесените одлуки, Комуналец е задолжен на одржување и замена на светилките, туку и за комплетно одржување и сервисирање на целата подземна и надземна мрежа. Значи, комплетниот систем на улично осветлување во општината. И точно тоа е она што е дневен ред денес, овие две точки за Комуналец. Точно затоа се проширува и оперативниот план, затоа што ние планот го носиме како совет, плановите за работа на јавните претпријатија нели ги носиме, да се подсетиме сите на овој совет. Така што, навистина, не разбирам од каде е цел овој нихилизам, опортунизам, фактички заклучувам дека е политиканство. Сите забележуваме, а граѓаните, најмногу и ние сме граѓани, колку се осветлени сите улици, онаму каде што е тоа заменување направено. Уште еднаш само, официјално, односно во понеделникот на комисијата, ни беа кажани бројките. 800 сијалици на големите сообраќајници, 800 сијалици на малите сообраќајници, околу 300 сијалици на помалите улици, значи околу 2000 за овој краток период. Така да мислам дека треба сите да бидеме честни, сите, значи, и ова да го признаеме. Ова е успех, ова не е неуспех. Значи, самата работа, кога одлучивме дејност осветлување, одржување на осветлувањето да биде дадено, не на приватен, туку на јавно претпријатие, е голем успех и уште повеќе. Навистина се чудам како може некој да најде доблест да каже било каков збор
Знаете зошто? Затоа што вработените во јавното претпријатие Комуналец цело време за време на пандемијата и за вонредната состојба што кај нас од 18 март се наоѓаат на своите работни места. За сите важеше седи дома и спаси живот, покрај медицинските работници, вработените во МВР, пожарникарите и уште, однапред се извинувам, на оние работници кои што нема да ги спомена. Меѓутоа и вработените во Комуналец беа на своите работни места и ние ги гледавме со заштитна опрема секој ден и ги гледаме и ние секојдневно полиците како работат на нашето осветлување. И се това нагоре не се само аргументи, туку се факти кои што лесно може секој кој што сака да ги провери. И никој не може да рече дека е ова незнаење. Ова е резултат на знаење, на умење, на применето знаење. И ова е вредно и за почит, и за поздравување. Значи, ние ќе продолжиме да работиме во интерес на граѓаните, а вие продолжете да плукате.